Благодарам, председателе, почитувани колеги, пратеници и пратенички, почитувана јавност, медиуми. Овој предлог закон за изменување и дополнување на кривичниот законник представува неопходен и одговорен чекор кон враќање на правната сигурност, владењето на правото и довербата на граѓаните во институциите. Со него државата јасно испраќа порака дека корупцијата, злоупотребата на службената положба, организираниот криминал и насилството нема да бидат толерирани, ниту релативизирани преку законски празнини и непропорционално благи санкции. Зошто оваа промена е добра и неопходна? Измените на кривичниот законник од септември 23 година создадоа сериозни системски последици. Ослабена казнена политика, застарување на значаен број предмети, укинати или ограничени надлежности на специализираното обвинителство, нарушена способност на државата да се справи со високата корупција. Овој предлог закон ја коригира таа состојба, ја анулира штетата и воспоставува рамнотежа меѓу правата на поединецот и јавниот интерес. Со предложените решенија ќе се постигне враќање на превентивната и репресивната функција на казненото право, особено кај делата злоупотреба на службена положба, организиран криминал и корупција. Јасна и ефикасна правна рамка за гонење на злоупотреби во јавните набавки, со што се штитат јавните пари и буџетските средства. Зајакнување на надлежностите и ефикасноста на органите за гонење, особено во предмети од висок јавен интерес. Подобра заштита на приватноста и достоинството на граѓаните преку инкриминирање на злоупотреба на интимни снимки и содржини. Посилна заштита на жената од насилство и семејно насилство со гонење по службена должност во согласност со Истанбулската конвенција. Подигнување на безбедноста во сообраќајот преку поостри санкции, построги, задолжителни забрани и одземање на возила кај најтешките облици на кршење на законот. Бенефитот секако е директен, опиплив и е долгорочен. Граѓаните добиваат посигурна и пофер држава во која законот важи еднакво за сите. Јавните средства ќе бидат подобро заштитени од злоупотреба, а конфискацијата ќе враќа украдени пари назад кај граѓаните. Жртвите на насилство ќе добијат побрза и посилна институционална заштита. Се зголемува јавната безбедност, особено на патиштата. Се зајакнува довербата во правосудниот систем, што е основа за стабилно и демократско општество. При тоа јавниот интерес е јасен и недвосмислен, да се изгради држава во која правдата не застарува, корупцијата не се исплаќа, а институциите имаат капацитет и обврска да ги штитат граѓаните. Со овој закон Република Македонија се враќа на европскиот пат, ги исполнува обврските од извештаите на Европската комисија и покажува државничка зрелост и одговорност кон сегашните и идните генерации. Ова не е само правна интервенција, ова е јасна политичка и морална порака дека државата застанува на страната на правдата, законот и граѓанинот. Би сакала да се осврнам и на клучните поенти за жените. Посилна институционална заштита од насилство врз жените и семејно насилство. Со гонење по службена должност, државата ја трга одговорноста од жртвата и јасно застанува на страната на жената, како што бара Истанбулската конвенција. Жената не е оставена сама да се бори во и со системот. Заштита на достоинството, приватноста и телесниот интегритет на жените. Инкриминирањето на злоупотребата на интимни снимки и содржини директно ги штити жените од уцени, дигитално насилство и јавно понижување. Нулта толеранција за злоупотреба во јавните институции, за заострување на казните за злоупотреба на службена положба, рековме јавни набавки, што значи помалку корупција, а корупцијата секогаш најмногу ги погодува жените и семејствата. Поголема правна сигурност и охрабрување за пријавување насилство. Кога законот е јасен и строг, жените имаат поголема доверба дека системот ќе ги штити, а нема да ги остави сами. Економска заштита на жената и семејствата, ќе биде проширена конфискацијата, враќање незаконски стекнат имот во буџетот, што значи повеќе средства за социјални, образовни и здравствени политики, кои најчесто ги користат жените. По безбедни јавни простори и патишта, построги санкции во сообраќајот значат помал ризик за мајките, децата и семејствата. Безбедноста е основа на слободата на движење на жените. Европски стандарди, европска заштита за жените,
Законот директно ги имплементира европските и меѓународните обврски и ја позиционира државата како партнер во борбата за еднакви можности и човекови права, без калкулации, без компромиси со правата на жените. Како пратеничка ја чувствувам и личната и институционалната одговорност законите што ги носиме да значат реална заштита и сигурност за жените во нашата држава. Овие измени не се апстрактна правна интервенција, тие се одговор на реални, животни приказни на жени кои биле оставени без заштита, без правда и без доверба во системот. Со гонењето по службена должност за насилство врз жените и семејно насилство, државата конечно вели жената не е сама, системот е со неа. Со инкриминирањето на злоупотреба на интимни снимки испраќаме јасна порака дека достоинството на жената не е предмет на уцена, понижување или злоупотреба ниту во реалниот, ниту во дигиталниот простор. Со години укажуваме дека корупцијата и институционалната неправда најтешко ги погодува жените и семејствата. Затоа заострувањето на казните и враќањето на одговорноста во јавните институции е и борба за социјална правда и еднаквост. За мене ова не е само закон, ова е вредносна позиција дека безбедноста, правдата и достоинството на жените се темел на силна и европска држава. Ќе продолжам и како пратеничка и како представничка на жените гласно и одговорно да се залагам за закони што не ги штитат привилегираните, туку ги штитат граѓанките. Затоа сметам дека треба да го поддржиме овој закон. Ви благодарам.